На линија имам колешката Женета Скерлев, исто така еден новинарски ветеран. Женета, добро утро. И ми прави добар вовет Гордана Дубњак, бидејќи британската влада веќе од утринава го има заседанието на така наречениот Кобра, комитет кој што е практично Советот за национална безбедност, би се рекло, на Борис Џонсон. Какви се, Жанета, реакциите од Лондон? Тие ги следиме, но и утринава какви се, бидејќи сега Британија де факто е веќе не е дел од Европската унија, па има и своја понекогаш и поостра и порешителна реакција кон ова се што се случува. Добро утро. Во право си, Сашо, да, токму во моментот додека ние зборуваме, тече заседанието, состанокот на така наречената Кобра комисија на Велика Британија. Она што е реакција овде е дека прво и најважно, нели, парите се битни. Лондонската берза, индексот FTSE 100 падна за повеќе од 200 поени, односно 2,7 во оној момент кога се отвори во 8 часот наутро. Јас ги гледав, извини, Жанета, ги гледав утринава, онака, ја само ги поминав сите светски берзи, сите се паднати, московската е многу падната, меѓутоа тоа се берзи, тие паѓаат, растат во зависност од случувањата. Да, меѓутоа кај британците тоа посебно битно, бидејќи еден куп црни пари на руските олигарси се токму во на лондонската берза и во лондонските банки. Вчера фатив еден дел од жестоката расправа во британскиот парламент, каде што Џонсон ги најави новите мерки за санкции. Тој вели почетни санкции, опозицијата беше навистина, па и не само опозицијата, и оние што се вика бекситери, односно и членови на конзервативната партија, велат дека е тоа премалку предоцна, што чека Британија, какви санкции ако не сега треба и така натаму. Се очекува ли ескалација на санкциите, бидејќи Жанета, ти си во право, главната пералница на руски пари во светот е веројатно Лондон? Токму затоа и почнав со берзата. Мислам дека еден куп луѓе и оние во владеачката Ториевска партија, меѓутоа и руските олигарси, токму таму погледна каде им се парите. Трагот на парите води во Лондон. Лондон е едно од најголемите светски пералници на пари, не само за руските олигарси, туку и на сите други. Она што се случи во лондонскиот парламент вчера, во британскиот парламент, имаше една ситуација без преседан. Само 5 банки и 3 луѓе беа именувани како прва санкција од Велика Британија, меѓутоа потоа една пратеничка од опозицијската партија стана и почна да именува 35 руски олигарси со име и со презиме, што беше досега невидено и нечуено во парламентот. Некој од нив и донатори на конзервативната партија по разни канали, колку што разнав. Апсолутно, секој од нив, ако тоа го направиме ние, додуше не ние, меѓутоа некои од британските новинари, веднаш ќе ви се пуштат дузина правници и адвокати и ќе ве тужат до последното пени кое го имате. Меѓутоа, ако тоа го направи пратеничка заштитена со пратенички имунитет во парламентот, тогаш нема таа да има последица, така што дознавме од Абрамович, почна со Абрамович, собственикот на Челси фудбалскиот клуб, до некои кои, да бидам искрена, ни јас не ги знаев дека се руски тајкуни, мултимилиардери. Тоа се мултимилиардери, мултимилионерите се ситна риба во Лондон. Она што сега следува, што очекуваме после состанокот на Кобра, е навистина по-сериозни санкции. Дури преска гледав и некои од безбедносните експерти како коментираат. Вели еден, моторите на руските авиони се со Rolls-Royce делови.
Значи да им се оневозможи летање на руските Добро, авиони. Жанета, што е право, две од тие 5 банки се банки кои што се клучни во воената индустрија на Русија и банки кои што практично ги прават главните трансакции, а воената индустрија на Русија после енергетската, која што е негде околу 40% од вкупната руска економија, е следната најголема, иако податоците за тоа се недостапни, се разбира, меѓутоа е огромна. Сепак, на крај да те прашам, очекуваш ли дека Британија, дека оваа влада на Борис Џонсон, кој патем сега, ако смеам да забележам, оваа руска-украинска криза му доаѓа како одличен маневарски простор за да се заборават сите афери и скандали околу неговиот кабинет и бројот 10 во Даунинг Стрит. Очекуваш ли дека денеска ќе има продолжување до тие санкции? Какви се коментарите, што се најавите? Најавите се дека ќе има продолжување на тие санкции. Точно оценуваш дека ќе реагираат и повеќе отколку што мислеле предходно. Има и британски војници, да не заборавиме, има и не се многу, меѓутоа сепак британски НАТО војници во Украина, така што и на тоа за тоа треба да се води сметка. Ке реагираат повеќе токму од тоа, бидејќи позицијата на Борис Џонсон со партигейтовите е прилично лабава. И заради тоа што ториевците се до гуша поврзани со донациите од руските олигарси во претходните 12 години и исто Борис Џонсон како министер за надворешни работи претходно во последователните британски влади има доста путер на главата, така што очекувам дека ќе има посериозни санкции на Велика Британија. Жанета, ти благодарам многу за ова вклучување и за објаснување на позициите на Лондон. Од утринава ги консултиравме и Вашингтон, Брисел, се разбира многумина во Скопје, експерти, стручњаци не само за војни, туку и за политички аспекти на целата криза.